Добро утро на сите. Јас се надевам дека оваа порака денес ве наоѓа во добра состојба, дека ве наоѓа таму каде што треба да бидеме и дека немаме нови заразени. Значи, Македонија и светот знаеме што искусува во моментот и јас имам еден впечаток дека ние сите, тргнувајќи на ке Марс, се заглавивме во дневна соба. Таман си задувавме за оној голем проект на Елон Маск и на луѓето кои што сонуваат да се оди на Марс. Јас лично би сакал да одам таму. Одеднаш ние сме заглавени во дневната соба. И сметам дека јас лично барем навивам за тој технолошки развој, ама од друга страна сметам дека не треба ние да се прецениме ниту себе си, ниту технолошкиот развој. Една работа која што е мала, која што е невидлива, еден вирус, COVID, како и да му беше бројката 19, нас ни прави да сме ние заробени во нашата дневна соба. И може би се ова моменти во кои што ние повторно откриваме дека не сме толку супериорни во однос на природата и на светот како што мислиме, и може би повторно откриваме дека сето тоа реално не плаши. И морам да кажам дека секој здраворазумски човек би го плашил, без разлика дали верува во Бог или не верува во Бог. Ова се драматични ситуации. Значи, ова се ситуации кои што пред неколку месеци не ги сонувавме, и ова се ситуации кои што не фатија неспремни во многу нешта. Кој ќе помислеше дека Италија ќе има една таква голема епидемија со толку многу жртви, кој ќе помислеше дека границите на Европска унија ќе се затвараат, дека денес во Македонија има водена состојба. Но морам да кажам уште едно нешто. Јас сум лично горд на тоа како луѓето до сега се справуваат со кризата. Искрено мислев дека ќе бидеме многу повеќе паничари и дека многу повеќе стравот ќе не обземе и дека ќе има многу подрастични реакции. Тоа што го гледам до сега е во рамките на нормалното со оглед на ситуацијата, и јас морам да честитам на сите нас кои што сме овде во Македонија дека значи до сега барем одиме добро. Она што би го препорачал, ако сакате да прочитате можеби збор-два повеќе и да имате прилика да повлечете јасна црта помеѓу она што е мит и она што е стварност, професорката Јасна Котевска објави еден превод незин, благодарност до нејзин за овој превод, на отприлика 20-тина митови кои што се поврзани со короната и одговор на еден врвен доктор кој што е епидемиолог и кој што конкретно кажува за тоа, например, дали короната ќе си оди со потоплите температури, како таа се пренесува. Така да Јасна Котевска, претпоставам, може да следите и на Твитер или на Фејсбук. Ова е многу добро, кратко четиво. Чувството кое што ние го имаме, чувство во голема мера на беспомошност, и таа беспомошност секако дека генерира страв кај нас. Значи, веќе слушаме во оние моавети што ќе се случи со нашата земја, што ќе се случи со оваа епидемија, што ќе се случи со оној број на заразени. Само што слушнавме дека можеби пикот ќе биде во средината на април. Мислам дека секој човек се прашува дали јас ќе бидам дел од тој пик и кој можеби од тие што ги знам, и дали ќе има луѓе кои што ќе бидат жртви на короната. Значи сите тие нешта нас не обременуваат, мене ме обременуваат, и не можам да кажам дека верувам дека тоа нема ништо да биде. Значи никош не верувам дека верата на која што Бог нас не повикува е ставање на глава во песок. Напротив, тоа е свесно и совесно соочување со било каква реалност, знаејќи дека Бог е на наша страна. Слушам и други нешта, други сценарија, дека Македонија нема доволно финансии, нема доволно економски капацитет да се справи со последиците после оваа криза. Искрено јас го оставам на економистите и го оставам на владата, на органите кои што се задолжени за овие нешта, за институциите кои што ова го прават. Ама таквото нешто, таквиот страв неминомно ќе биде дел од нас, и таквите мисли ќе проверат низ нашата глава. Дали ќе има пари, дали ќе има плати, сите тие нешта, повторно ќе кажам, ние додека тргнавме на ке Марс, не затвараат во дневна соба или не затвараат во една нова реалност за која што ние не бевме можеби и спремни. Особено затоа што како општество навлечени на оние конзумеристички пораки, дека секогаш ќе биде се во ред, дека само прашање на време кога целиот свет ќе доживее благосостојба. Се фаќам себе си, зборувам со моите пријатели,
на телефон секако, дека ова е време во кое што ние се освестуваме и ние можеби за прв пат разбираме дека ние и не сме биле спремни за некакви вакви сценарија. Сметавме дека големите војни се позади нас, сметавме дека големите болести се позади нас и сега одиме само во прогрес. И искрено, јас сакам да биде така. Ама оваа корона не разубеди. Оваа корона не постави во едно место, не, како да кажам, ни искомуницира нешто кое што ние можеби не сакавме да го слушнеме, а тоа е дека сме ние се уште ранливи, како луѓе, како човештво, како земји, како градови во кои што живееме, села, без разлика. Пред некој ден, можеби знаете, можеби не знаете, пред некој ден постирав утринско читање, за тие од вас кои што можеби не знаат утринско читање, тоа се можеби стих или два или три кои што јас ги читам и кои што едноставно сакам да ги споделам со сите вас на мојата Facebook страничка и на Twitter, каде што може исто така да ме најдете и да се дружиме. Моето име на Twitter е Протестантски Јорџе. Така да таму ги постирам и пред некој ден постирав еден стих кој што се наоѓа во Псалмот 50. Псалм 50, кој ќе кажам псалм, тоа се всушност молитви. Тоа се можеби и повеќе од молитви, тоа се едни поетски изрази, мислам, начин на кој што повеќе луѓе во историјата се обраќале до Бога. Тоа не се магиски молитви, значи ова не се молитви кои што ние ги читаме и одеднаш ние добиваме, не знам, пари или среќа или здравје или свадби. Ова се молитви кои што луѓе ги молеле во тешки моменти. И сметав така ми дојде буквално во секој ден читам по еден псалм, пред некој ден го читав Псалмот 50 и во Псалмот 50 прочитав еден стих, 15 стих, кој што мене лично многу ме охрабри и затоа го споделив со сите вас. Вака вели Бог во овој псалм преку псалмистот Давид и повикај ме во тежок ден, јас ќе те избавам и ти ќе ме прославиш. Значи Псалм 50, 15, повикај ме во тежок ден, јас ќе те избавам, а ти ќе ме прославиш. И многу често имам разговори за тоа зошто верувам во Бог, зошто верувам во Исус Христос, значи зошто воопшто живеам живот каков што живеам, или барем се обидувам да живеам. Во мојот случај, а има повеќе начини како луѓе доаѓале до Бог, како луѓе доаѓале до Исус Христос, значи во мојот случај клучно нешто беше токму ова. Во моменти во мојот живот, во кои што сум знаел дека сум во слепа улица, во кои што сум знаел дека луѓе не можат да ми помогнат, во моменти во кои што, како да кажам, очиот бил на најголемо ниво, во такви моменти јас сум повикал кон Бог. И сум повикал сам, и сум повикал со луѓе кои што исто така веруваат во Христос и знаат дека е жив, и знаат дека слуша. И сме се здружувале во молитва и сум искусил големи одговори на молитва во мојот живот. Значи ова не е, како да ви кажам, значи ова не е мој повик. Еве сега јас имам решение за сите ваши проблеми, ова е суштински повик. Денес ти да му се обратиш на Бог, да повикаш кон Бога со она што е можеби најголемо бреме во моментов. А за жал во моментов бремења не недостасуваат. Понекогаш имам впечаток дека ние на Бога му се обраќаме премногу можеби формално. Не сум за да биде тоа неформално и да биде тоа речиси како да му се обраќаме на некој пријател, другар од основно училиште, ама понекогаш сметам дека имаме погрешна слика за тоа кој е Бог и сметаме дека Бог е како некој моќник овде во држава или на земја, на кој што ние мораме да му кажеме многу убави зборови, да го одоброволиме преку многу ласкање и комплименти и тогаш да му кажеме некоја наша потреба, надевајќи се дека нема да ги фрли нашите документи, нашите барања и дека ќе не земе сериозно дека таа молитва наша ќе се услиши. Значи Бог е оној кој што сака да не чуе мене и тебе токму во вакви моменти. И ние треба без пардон, без задршка да му се обратиме со оние потреби кои што се во моментов најнасушни за нас. И тоа можеби и сигурно е за сите на здравјето, да дојдеме кај Бога со она што значи страф од сегашноста, страф од иднината, страф од оние бројки кои што ги гледаме, кои што со нас ги споделува Министерството за здравство, страф кој што може комплетно да не парализира.
И се прашуваме не само што е со нас, туку се прашуваме дали ние можеби имаме вирус и ако имаме вирус ќе преживееме. И што тоа ќе значи за нашите деца? И што тоа ќе значи за повозрастните членови на нашето семејство? И се прашуваме можеби дали од тие бројки кои што се во моментов официјални, дали можеби ние случајно или не сме биле во контакт со таквите луѓе и сметам дека тоа се сосема валидни стравови. И она што по дефиниција стравот е, тоа е страв од невозможност ние да направиме повеќе од тоа што правиме во било каква ситуација. Страв од исходот на кризата, страв од тоа дека можеби ние дека можеби јас сум следен, дека можеби ти си следен. И овој стих, значи овие псалми, значи овие се пишувани не како теоретски расправи за тоа кој е Бог и што Бог прави, ова се оние најдлабоки молитви на луѓе кои што имале многу сериозни ситуации во нивниот живот. Значи дали главата им била во торба, значи дали животот им бил загрозен, дали здравствено страдале, дали можеби живееле во немаштија. Значи во сите оние можни сценарии кои што денес јас и вие ги искусуваме. И ова се псалми и ова се всушност овој псалм 50 псалм е всушност еден разговор помеѓу псалмистот, односно оној кој што се моли и Бог среде таква ситуација го повикува оној кој што се моли. Ме повикува мене и те повикува тебе. И ни вели, ајде да дојдеме со тоа нешто, со нашите стравови, со нашата безпомошност, со нашата загриженост за децата, со нашата загриженост за ситуацијата во Македонија, во регионот, во целиот свет. И да оставиме на него тој да одговори на таквата молитва и ние да го прославиме. Значи ова е еден таков псалм и кога овој псалм го објавив, имав многу одговори и луѓе ми пишува и ми кажа дека токму се наоѓаат во таква ситуација. И за мене тоа беше нормално што јас сум во таква ситуација и барам Божја помош и барам Божјо избавување. Низ мојот живот, ако зборувам за моите искуства, ако зборувам за искуствата на моите пријатели кои што веруваат во Исус Христос, ако зборувам за она што значи црквена историја, можеби најсуштинската црквена историја, не за оние политички моменти, не за црквата која што служи на агенди кои што нема никаква врска со Бог, со Исус Христос и со неговото евангелие, туку црквата која што се сплотува заедно, луѓето кои што едноставно го бараат Бога во тешки моменти и добиваат одговор на молитва. Така денеска сакам да те охрабрам тебе. Некои од вас ги знам и сакам да ја поздравам Евангелска црква Солкрафт, чиј што сум пастор. Сакам и сите вас други кои што ќе погледнете ова што го зборуваме ова утро, да ве поздрав и да ве охрабрам со едно нешто. Барај го Бог. Барај го Бог без да глумиш, барај го Бог без да ставаш маски, барај го Бог без да му ласкаш, без да мислиш дека Бог сега ќе го одбие твоето барање. Барај го во сите овие моменти кои што ги проживуваш. И пак ќе кажам, можеби е тоа страв од коронавирусот, можеби е страв за твојот бизнис, можеби е страв за твоето семејство, можеби за постари членови на твоето семејство, за соседи. Каков е нашиот страв? Можеби реално. И него спомнав до сега најголемиот страв, стравот од смртта. Сите овие нешта на некој начин водат до тој суштински страв од смртта, дека ние ќе завршиме со нашите животи. И сакам тоа да ти го кажам. Барај го Бог. Барај го Бог и тоа барај го истрено и упорно. И јас знам од мојот живот, од моето сведоштво, дека Бог одговара на молитвите. Дека Бог никогаш не остава. Ќе помине време и Бог ќе одговори и ти ќе знаеш дека Бог ја слушнал твојата молитва. Бог сака да ја чуе твојата молитва. Во целото чувство на неизвестност, Бог сака да слушне твојата молитва. Во сите наши стравови сака да не слушне. Или може би си го поставуваме уште подлабокото прашање, за кој што ќе сакам да зборувам следниот пат. Што е животот и кои се нашите вредности, значи која е таа крајна реалност во која што постои? Дали животот е еден бесмислен тек кој што завршува во ништо, или пак е можеби нешто што целата традиција на Божјиот народ ни го укажува дека ние сме создадени со цел, дека ти си создаден со цел и дека таа цел е да живееме со Бог и да живееме едни со други. Како што кажав минатиот пат, да го љубиме Бог, да го сакаме Бог и да го сакаме ближниот. А што значи ближен ако не се тоа луѓето кои што се околу нас? Така да сакам да поминеме време кратко во молитва.
Сега додека ова го гледате, јас ќе се помолам. И сакам и ти да ги затвориш очите и ти не мора да повторуваш по мене, иначе не мора да едноставно ти кажи му на Бог во овие неколку мигови што Бог, што ти бараш од Бог, која е твојата молитвена потреба, како што знаеме да ги наречеме. И затоа, Господе, ние застануваме пред Тебе и Те молиме да не чуваш во овие луди времења, Господе. Ти, Боже, ги знаеш нашите срца, Ти ги знаеш, Боже, нашите умови, Ти знаеш што се поминува низ нашите умови, знаеш што се поминува низ нашите глави. И стравот од смртта е присутен, и стравот од многу нешта, Господе, од сценарија е присутен. И, Боже, ова е кризна состојба во која што ние сакаме да те помолиме, да не чуваш, да не зачуваш и да не спасиш, Господе. И Те молам, Боже, за секој една потреба која што ќе ти ја изнесат луѓе кои што се со нас ова утро и кои што нас не гледаат. Те молам, Господе, да не чуеш и Те молам, Боже, да ни прозборуваш. Те молам, Боже, да се вратиме кај Тебе. Посебно Те молам за владата на Македонија, Боже, да ја дадеш мудрост на сите оние кои што ќе носат тешки одлуки во ова време и ги носат секојдневно, Господе. Те молам, Боже, за регионите кои што се зафатени, за Дебар, за центар Жупа, Господе, да ги заштитиш, Господе Христе. Те молам, Боже, за Скопје, Те молам за било што потенцијално, Боже, да се открие, потенцијално жариште да се открие на време. И, Господе, Те молам да излеземе од оваа криза не само заштитени, туку да излеземе, Господе, поблиско до Тебе и поблиско едни до други, Господе. И во нашите срца, Господе, во овие моменти ќе излегуваат работи за кои што ние може би не сакаме да размислуваме. Себичност и саможивост и алчност и многу други нешта, Господе. Кои што јас верувам дека Ти сакаш да ги земеш од нас и сакаш да ни дадеш можност да живееме нови животи. Ти благодариме, Исусе Христе, што ја слушна оваа молитва, што ги слушна сите молитви што се изговараат сега во овој момент и Те молиме услишеме. Одговори ги според Твојата проценка. Амин. И јас ви благодарам што во ова утро бевме заедно. Сакам да ви кажам уште неколку работи, уште барем 2 работи, а тоа е дека ќе напишам и збор 2, значи има веќе напишано збор 2, всушност. Треба само малку да го средам. На блогот кој што е на страницата на soulcraft.mk и во овие моменти сакам да ве повикам уште едно нешто. Дома сме, може би не и чудно што сме толку дома и може би не знаеме што да правиме и гледаме Netflix и гледаме репризи на фудбалски надпревари, кои што ги знаеме, чисто резултати ги знаеме и сваќаме колку не е воопшто забавно да гледаш репризи на такви спортски надпревари, ама среде тоа сакам да те повикам тебе на едно нешто, да ве повикам сите вас, а тоа е да се вратиме на Библијата, на оно што е збор Божи. И ќе кажам особено сакам да се вратиме на Евангелијата, на 4 евангелија, на биографиите на Исус, кои што се достапни на оваа наша страна. Ќе прочитате YouVersion или biblia.com, bible.com, без разлика, значи на нашата страна и ќе видите линк за време на овој говор, значи можете само да стиснете, тоа е сосема бесплатно и сакам да ве охрабрам во овие моменти кога се прашуваме добро Боже каде си и кој си, да не создаваме наши слики и представи за тоа кој е Бог, туку да прочитаме и да видиме сведоштвото на тоа кој е Бог во Исус Христос и каква тој љубов има за нас. Јас ве поздравувам и посакувам Божја заштита и одговор на молитвите според Божја волја до сите нас. Јас сум Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Soulcraft, и мене ми е драго што во овие минути можевме да бидеме заедно. Поздрав!